Политичкиот екстремизам содржи два главни елемента: преголема поедноставеност на светските проблеми и убеденост дека секогаш постојат конкретни виновници за сето тоа. Џон Гарденер. Добродојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот Јас сум свештеникот. и денес расправаме на тема политички екстремизам. За жал, досега немавме премногу теми кои што се однесуваат на политиката, така што можеби малку скукање преку леп погача е ова што веднаш влегуваме во расправање на политички екстремизам, но бидете спокојни, наши следачи, ќе ја обработуваме и политиката, како и, другите социокултурни појави кои што се околу незе. Значи, политички екстремизам. Политичкиот екстремизам го гледаме доста често, иако можеби не сме свесни за истото, можеби понекогаш сме дел од истиот. Во основа, ако постои екстремизам, нешто што е екстремно, тоа значи треба да постои нешто што не е екстремно или нешто што е во центарот или умерено, да речеме. Кога се работи за политички екстремизам, јас би се обидел да дадам една дефиниција, а потоа би дал и неколку дефиниции од други места, кои што ги собрав. Според мене, политичкиот екстремизам е обид со радикални, полунасилни или насилни средства да се спроведе нешто кое што се гледа како несправедливо со вообичаените социополитички алатки. Сега, оваа дефиниција јас би ја дал, меѓутоа постојат и други различни дефиниции, например, поред извештајот на Европскиот парламент за превенција на радикализација и регрутација на европски граѓани од страна на терористички организации, која што е донесена во 2015, политичкиот екстремизам се дефинира како идеологии или активности кои се спротивставуваат на основните демократски принципи, како што се владењето на правото, слободата на изразување и еднаквост, и често поддржуваат насилство или дискриминација за постигнување на нивните цели. Според FBI, политичкиот екстремизам е охрабрување, одобрување или извршување на активности кои вклучуваат насилство или други незаконски дејства за унапредување на политички или идеолошки цели, често надвор од нормалните демократски процеси. А, например, според Обединените нации, односно планот за акција за спречување на насилен екстремизам, насилниот екстремизам го дефинира како идеологија или движења кои промовираат нетолеранција, дискриминација или насилство за постигнување на политички, идеолошки или социјални цели, често преку поткопување на демократските институции. Значи, како што можеме да видиме, политичкиот екстремизам е употреба на радикални или полунасилни или насилни средства за да се спроведе некоја си политичка, социјална или идеолошка цел, агенда и слично. Значи, мислам дека мојата дефиниција прилично се поклопува со овие други. И сега би дал неколку примери за политичкиот екстремизам. Тука би влегле тероризмот, тука би влегле револуциите, тука би влегол оние екстремни движења како национал-социализам, како фашизам, тука би бил и револуционерниот комунизам, револуционерниот анархизам. Значи, практично сите движења, сите активности кои што оправдуваат користење на физичка сила или на други насилни средства, например апаратот на државата и слично, за да се остварат некакви идеолошки, религиозни, културни или политички цели. Друг пример се, например, ИСИС, Ал-Нусра и таквите други терористички групи, многу групи кои што се радикални исламисти кои што поддржуваат шеријат се спаѓаат во политички екстремисти. Од револуциите класичната е француската револуција, после тоа имаме и руската октомврска револуција, меѓутоа исто така имаме и пучот во Украина, обоените револуции низ многу европски земји, како и арапската пролет. Значи, во сите овие случаи имаше употреба на физичка сила и на радикални алатки за да се постигне некаква политичка, социјална, религиозна, духовна, какви да е цел. Значи, тоа е политичкиот екстремизам, тоа е мојот вовед со неколку примери за политичкиот екстремизам, а сега ќе му дадам збор на свештеникот да каже збор два околу истиот. Свештениче? Ти благодарам, процесоре. Според мене, политичкиот екстремизам е симптом на една фрустрација, длабока фрустрација. Човек кој што е екстремист во своите ставови, без разлика дали се политички или не, неговата
коренот на неговите на тие ставови потекнува од некоја фрустрација. Кога се работи за политички екстремизам, мора да потекнува од некоја колективна фрустрација, која што е длабоко вкоренета во голем број на луѓе, кои што го споделуваат кои што ги споделуваат тие екстремни ставови. Значи тој не се појавува спонтано, туку се појавува како реакција на одредени чувства. Тие чувства според мене се изневереност и несигурност. Значи, мора да имало некој настан кој што претходно те изневерил, те оставил со лошо чувство и ти создал одредени животни фактори кои што те прават несигурен. Исто така се ова главно е проследено со еден социјален хаос. Значи, проблеми како економски кризи, како културни судири, миграција, распад на традиционални вредносни системи, политичка корупција и така натака, че тоа све се одредени плодни почви за појава на екстремизам, за појава на екстремни решенија, екстремни идеи, кои што нудат јасни, брзи решенија во време на хаос, во време на страф. Значи, се работи за идентификација со проблемите. Пред се имаш некои проблеми пред тебе, имаш нешто кое што те прави да се чувствуваш како да немаш способност да се соочиш со проблемот, а воедно имаш голема желба да го средиш тој проблем и тоа те стимулира, те тера да се идентификуваш со проблемот. Го сметаш дека проблемот е многу голем, дека е нерешлив, а сепак треба многу брзо да се реши. И почнуваш да бараш брзи решенија кои што не ти се доволно осмислени, ти немаш ни потреба да бидат добро осмислени, бидејќи се што сакаш е брзо решение, се што сакаш е реваншизам, сакаш да се одмаздиш на другите, на тие што ти го направиле проблемот, се чувствуваш изневерен, се чувствуваш немокен и сега поважна ти е одмаздата, поважен ти е реваншот отколку долготрајно обмислено решение. Плюс, долготрајното решение си бара компромис. Тоа е неминовно. Секое вистинско решение мора да има во себе компромис. Мора да е балансирано. Мора сите страни да имаат одредено нешто кое што го даваат, кое што го жртвуваат и нешто за кое што го сакаат да го заштитат. И мора да се најде решение помеѓу две завојувани страни. Ама ти не сакаш компромис, бидејќи си емоционално повреден. Не сакаш на противникот да му ја дадеш сатисфакцијата, бидејќи има омраза во тебе, сакаш да го видиш уништен тотално. Ова што го објаснив сега, ова е еден мисловен воз кој што е основата на екстремизмот. Мислам дека вакви мисли како што ги објаснив сите сме ги имале, поготово како мали, во тинејџерство и така натака, кога сме биле во бес, кога сме биле во немок. Меѓутоа, работата е во тоа што некои луѓе, одреден број на луѓе, можеби голем број на луѓе, останале во таа фаза на немок и кога и да дојдат до некоја позиција да се слушне нивниот глас, тие сакаат максимално да ја искористат таа шанса и не да победат, туку да предизвикаат колку што е можно поголема штета на противникот, од чист бес. Ова е, според мене, основата на екстремизмот, основата на психолошката подлога зошто се јавува екстремизам. И мислам дека паметниот човек, кој ќе разгледа овој мисловен воз, ќе заклучи дека екстремизмот и омразата кон различните концепти всушност го влече својот корен од ниската самодоверба. Човек кој што има ниска самодоверба не се чувствува способен да го реши проблемот, не се чувствува способен да ги маневрира предизвиците кои што се јавуваат пред него и тој не сака да се впушти воопште во решавање на проблемот, во наоѓање решение кое што е хармонично и кое што ќе не носи напред и кое што ќе не спречи од уништување, туку тој сака брзи решенија, сака екстремни решенија, сака одмазда, сака уништување на непријателот, со цел да не се види неговата слабост и со цел да ја поедностави, да го направи теренот еднаков, рамен, многу јасен и да биде јас против тебе и после тоа веќе нема да биде кој успел да биде
подетален, подобар во своите размислувања, во своите идеи, туку само целото поле, целиот надпревар се сведува на тоа кој е посилен. Ако ти успеш да ја сведеш дебатата на тепање, тогаш веќе не мора да бидеш многу паметен за да дебатираш, туку треба да бидеш само многу силен. Или треба да имаш ресурси за да можеш да победиш. Едноставно го поедноставуваш полето на надпревар со цел да не ја почувствуваш твојата немок која што е всушност ја чувствуваш во себе. Мислам дека ова е основата како јас ја гледам коренот на екстремизмот, психолошкиот корен на екстремизмот кај луѓето. Што мислиш ти? Мислиш дека ова моје објаснување држи вода? Да, вака. Јас се согласувам со тоа дека екстремизмот доаѓа од длабоки фрустрации. Меѓутоа, јас не го гледам екстремизмот целосно како негативна појава. Секако, мислам дека надоаѓа заради некои нерешени, пониски потреби кои што ги создаваат тие фрустрации кои што ги спомнавме. Меѓутоа, може да се гледа и од аспект на, знаеш како на бидејќи ти спомна, ако дојдеш во дебатата да биде тепање, тогаш не треба да бидеш добар дебатер или да имаш добри ставови, мисли, убаво промислени или основани, туку треба да си доволно јак. И сега, интересно е дека од тој аспект, од таа една комична слика како што ја прикажа ти, може да се свати дека всушност екстремизмот, односно агресијата воопшто, и фрустрацијата која што се јавува пред да се појави агресија, е всушност дебата на гените. Гените меѓу себе се дебатираат со тоа што за нив, бидејќи нивното размислување е просто. Тие сакаат да се ископираат, да продолжат во следната генерација и да се подобрат преку рекомбинација, ако можат. Сега, ако успеат да ја намалат својата конкуренција, тогаш всушност успеале или отишле понапред во генетската дебата, условно речено. Сега, што сакам да кажеме? Ако го спуштаме веќе муабетот, односно нивото на резонирање на тоа ниво, на генетско ниво, гледаме дека колку по-ниско се спуштаме во нивоата, толку не можем да кажеме оправдано, ама толку по-често се појавува физичката агресија и екстремните настапи и пристапи при осигурување на некакви си цели. И тука мислам дека убаво би било да навлеземе во перспективата на пирална динамика во комбинација со Маслова хиерархија и во комбинација со 9 нивоа на развиток на сепството на Сузан Кук-Гройтер. Значи, спирална динамика е рамка која што ги објаснува неколку нивоа на зрелост, кои што се појавуваат и кои што пред се Грейвс, ама потоа и другите, ги увиделе дека се појавуваат заради различни животни услови. Тоа е многу битно да се потенцира. Значи, различните животни услови диктираат каде еден поединец или заедница ќе се наоѓа на кое ниво во спирална динамика. И сега, ако животните услови, оние основните животни услови се незадоволени, например, на општа безбедност, физичка стабилност, немање на храна и така натаму, непредвидливост, тогаш една заедница или член на таа заедница или поединец, seедно, не ни може да се качи нагоре. Тој може да е свесен дека има нивоа кои што постојат на повисоко ниво, кои што се да речеме, софистицирани, продуховени, помирни, ги решаваат работите на по-софистициран и мирен начин, меѓутоа едноставно не може да функционира така, затоа што се наоѓа на пониско ниво. Тоа што може да се случи, од друга страна, е да некој поединец или некоја група, или голем дел од популацијата, од веќе постоечко повисоко ниво да падне на пониско ниво. И тоа може да се случи заради различни причини. Може да се случи, например, едната од теориите кои што често ја спомнувам веќе, е на Петар Турчин, односно на хиперинфлација на елити. Според него постои ситуација во едно општество, ако е доволно стабилно со текот на времето, каде што елитите, тие што се буржуазија практично, почнуваат да се зголемуваат во бројка во однос на општата популација. И проблемот со тоа е што елитите се оние кои што треба да се кремот на општеството и оние кои што функционираат со тоа што другите, кои што не се дел од елитите,
нив ги хранат и му овозможуваат да бидат елити под општествениот договор дека елитите ќе се грижат за овие што се доле и општо за општеството да води напред и да се развива. Меѓутоа, елитите почнуваат да стануваат арогантни, почнуваат да се обседнуваат самите со себе си и почнуваат да се зголемуваат во бројка. И почнуваат да стануваат преголем товар врз општеството заради различни финансиски, економски финти, па и правни финти. Тие почнуваат да си го, како да кажам, да го користат механизмот на државата и на општеството за да се држат себе си горе и да ги злоупотребуваат оние кои што се доле, оние кои што инаку би требало, за кои што би требало да работат. И ова на крајот станува неиздржливо. Ова значи дека на крајот тие што се елити почнуваат да се богатат и толку се богатат што овие доле не можат ни да ги стигнат. Не само што не може да ги стигнат, туку почнуваат да се сиромашат. И релативно, ама и апсолутно. И кога почнуваат да се сиромашат, тоа значи дека нивните основни потреби како храна, како предвидливост и така натаму, им стануваат незадоволени. И тоа ги прави подложни на радикално делување, подложни на политички екстремизам. Ако јас не можам да си го прехранам детето, можеби ќе се обидам на почеток преку политичка активност, преку изразување на фрустрација во јавноста. Меѓутоа елитите, оние кои што го држат државниот апарат под контрола, ако тие ме игнорираат, како што и најчесто бива, или ако активно се борат против мене и го злоупотребуваат државниот апарат, например, ми праќаат полиција, ми праќаат тајни служби и така натаму, за да ме зачепат практично и да ги зачепат сите други кои што гледаат што се случува кога дигаат глава, тогаш мојот радикализам и мојата наклонетост кон да земам оружје и да се борам физички против тие кои што не дозволуваат јас да се ги прехранам децата, станува се по-прифатливо и се по-прифатливо. Види, јас се согласувам со тебе генерално, меѓутоа мора да се разбере дека кога се случува хаос, кога има некој голем проблем кој што ни е надвиснат, дека екстремните решенија ни личат како некои решенија кои што се неминовни, кои што се единствени, кои што немаат друго решение. Меѓутоа, можеби не е така. Можеби постојат решенија кои што не се толку екстремни, кои што не се толку брзи, кои што бараат поголема жртва, меѓутоа низ текот на времето оставаат поголем впечаток, оставаат подолго трајно решение и така натака. Како на пример, тука ќе го споменам Махатма Ганди, оној Гандиев отпор. Значи, во момент кога тој реално можел да ја дигне Индија во револуција, можел да почне да ги убива британците, да ги потиснува, бидејќи британците биле многу слични на отоманците во Балканот. Потиснувале, омаловажувале, биле окарактеризирани со голем расизам. Тие биле всушност првите кои што ги измислиле концентрационите логори, кои што потоа германците ги земале во Втората светска војна, почнале од нив да ги користат. Тие ги користеле за да ги воспитуваат, да им го перат мозокот на оние бунтовни индици во Индија. И сега, кога се ова се случува, кога има ваква репресија врз народот, индиците си велеле, па добро, може, зашто да не се дигнеме, посилни сме, повеќе сме, наша држава е ова, треба да се дигнеме да ги убиеме овие британците. И личи на логички прифатено решение. Меѓутоа, Ганди понудил некое ново решение. Сега јас знам дека ликот на Махатма Ганди има многу контроверзии во него, меѓутоа тоа не е важно. Зборуваме само за делото, не за ликот. Делото било карактеризирано со еден надконцептуален начин, еден надконцептуален приод на овој проблем. Тој не рекол ајде да се бориме да ги убиеме, туку рекол ајде да понудиме некое ново решение, ајде без насилство, без екстремни решенија да пристапиме, да отвориме диалог, да покажеме бунт преку молчење, преку нејадење или преку граѓанска непослушност, меѓутоа без насилство и така натака. И ова било решение кое што на долг рок не само што делувало, туку оставило многу голема поука врз целиот свет. Светот сватил дека постои друг начин, по-благороден, по-напреден начин да се решаваат проблемите. Сличен пример би кажал со Исус Христос, кој што наместо да го реши проблемот со насилство и со исто решение како проблемот бил насилство и бил репресија,
решението да биде исто репресија и насилство, меѓутоа уште поголема од другата страна. Наместо тоа тој понудил нешто друго, понудил жртва, понудил понизност, љубов и така натака. Меѓутоа од уште повисока позиција на свест. И мислам дека тоа се карактеристиките на свесното, на умереното решение, кога не мора да ги поделиме работите и не мора да го поделиме светот на добро и зло, туку може да видиме дека светот има многу бои. Светот не е само сива зона или не е само нијанси на сиво, туку има различни бои. И све има некоја вредност во себе. Нормално тоа не значи дека ние треба да молчиме на неправдата, некогаш треба да дојде до насилство, некогаш мора да дојде. Меѓутоа, во нашата свест барем, да не бараме брзи решенија, да не бараме решенија кои што само ќе ни го скинат проблемот од врат одма, лесно и брзо, туку да бараме решенија кои што ќе бидат покомплексни, кои што ќе ги земат сите работи во својата перспектива. Јас тука би ги спомнал, например, сакам да направам една споредба на десницата и на левицата, како нивни екстремни гранки. Кои екстреми ги влечат нив да забегаат. Например, кај десницата, тука е она изгубена слава, поготово кај македонците, кои што се гледаат, десничарите македонци, конзервативците, се гледаат себе си како наследници на Александровата империја. И тоа е во ред да се гледаш така. Има одредени историски аргументи кои што можат да провлечат паралела. Меѓутоа, тие таа изгубена слава ја користат како аргумент за да го мразат светот, за да мразат судбината која што им се случила и да се одвојат себе си од светот, а не да најдат начин да ја вратат таа слава преку нови модерни начини на делување. Или пак губењето на традиционалниот поредок. Јасно е дека се губи традиционалниот поредок, јасно е дека семејствата се намалуваат, исчезнуваат. Не можеме ние да речеме да воведеме некои екстремни решенија, да речеме сега сите мора деца да имате, иначе ќе ве пукаме во глава. Тоа не е решение. Или да воведеш некој закон со данок, огромни даноци за немање деца и така натака. Значи тоа не се решение, затоа што ти не влијаеш на проблемот, на коренот на проблемот, туку ти сакаш само да го нема симптомот, не сакаш да го гледаш симптомот затоа што те нервира, затоа што емоционално те вознемирува. Исто така тука се екстремите на левицата, таа револуционерна правда која што сакаат преку сила, преку угнетување да ја постигнат, она ослободување од угнетувачките системи, борбата против капитализмот и така натака, значи се што нив ги чувствуваат дека нив ги угнетува, не им дава апсолутна слобода, тоа за нив е непријател кој што треба да се уништи, да се угнети и така натака. Значи, левицата и десницата имаат многу големи екстремни гранки кои што се одвојуваат од нив и тие екстремни гранки според мене се карактеризираат со немање на способност и трпение да најдеш умерено решение, размислено решение, туку сакаш брзо решение кое што е исто така со голема доза на одмазда во себе. Што би кажал ти на ова? Се сложуваш или не? Мислам дека има тука одреден елемент каде што не би се сложил со мене, меѓутоа баш ме интересира твоето мислење. А потоа би сакал исто така да се надоврзам со тебе кон спиралната динамика, бидејќи јас имав одредено размислување за како екстремите ги влечат својата обоеност преку спиралната динамика. Види, работата е дека мислам дека ти си навлезен во надконцептуалното, односно постконцептуалното размислување и разгледување на светот и понекогаш е можеби тешко да се спуштиш надоле, каде што бе можеш да видиш оправданоста на оние методи кои што инаку во надконцептуалноста горе високо таму не се оправдани. И можеби причината е заради тоа што ти си во трикизно поеќе, јас сум поеќе во жолто, јас сум малку пониско и можам да ги видам пониско нивоата. Што сакам да кажам? Не сакам да кажам дека тоа што го зборуваш не е оправдано, туку сакам да кажам дека бидејќи ги спомна примерите како Исус, како Ганди, па и Буда, па и сакаш некои модерни Садгуру, сакаш Екарт Толл, сакаш кој било. Значи,
сите тие воведуваат надконцептуалност заради тоа што таму живееле и таму размислувале. На тие нивоа живееле, сакам да кажам. И нормално дека тие нивните решенија се наиздржани заради тоа што се наиздржани, заради тоа што ги взимаат сите аспекти во обзир и го даваат решението кое би требало да биде. И нормално дека заради тоа многу често нивните решенија изгледаат многу чудно, парадоксални решенија имаат. Како што кажа Ганди, сакаме да се ослободиме од нашиот окупатор, англичаните, односно англиската империја, односно Велика Британија. Како ќе го направиме тоа? Со радикална неагресија. И сега некој ќе рече, ама чекај, империјава има оружје, има системи, има структури кои што ќе се противат на било какво откажување на контрол, особено на токав континент со токави ресурси како или полуконтинент како Индија, ели? Тогаш биле Индија и Пакистан заедно. Значи уште поголема била Индија. Да не забораваме дека Англија ги држала и Кина во паралела, па има и онај боксерски бунт кој што се случува во Кина. Значи, кој што е агресивен. Значи не е како Гандиевото неагресивно и неетење или прекосење, да речеме. Меѓутоа, решението на Ганди е парадоксално. Ќе бидеме радикално неагресивни. И со тоа ќе успееме да скокнеме на многу повисоко ниво. Место да се бориме против Англија и да не испогинат еден куп луѓе, на крајот може и ќе победиме, затоа што едноставно колку била Индија тогаш, да речеме 800 милиони луѓе било или не знам 600 милиони луѓе, во однос на Англија кој што бил 40 милиони тогаш, немало шанси Англија да ги држи. Значи само да ги пратат како луѓе со тие оружје тогаш ќе се ослободеле, ама ќе им изгинале многу луѓе. Работата е што не можеш да ги пратиш како луѓе, освен ако не ги радикализираш премногу. Имено што е темата денеска што ја дискутираме, политички екстремизм. Меѓутоа, екстремноста на Ганди била во неговата умереност. Толку ќе бидеме меки, толку ќе бидеме пркосни, ама меко пркосни, радикално меко пркосни, што е абсурд, што ефектот на крај бил дека било срамота Англија да земе со војска и да ги тепа тие кои што се бореле против нивната власт. Дори самите луѓе кои што били извршители на англиската империја, оние кои што ги држа институциите, оние кои што биле војници, кои што биле нели управители и така натаму, тие самите овој начин на постапување делувал демотивирачки нив, затоа што не им дозволил да се радикализираат па они, не им дозволил да се поларизираат и самите тие. Туку едноставно во нивниот памет, во нивниот, како кажам, душа, би било сулудо да земаат сега да ги тепаат и да ги убиваат луѓето кои што пркосат без оружје и не им се закануваат воопшто никако физички, туку едноставно одбиваат да бидат командувани од нив. Слично и со Исус, бидејќи го спомна и него. Исус имал агресивни моменти некогаш. Ете, во храмот им ги фрла парите на банкарите, агресивно говори против фарисеите и слично. Меѓутоа, неговиот општ нарав и општ начин на постапување е мек. И нели имаше една изрека, сега не знам дали е точно од Исус или од некој од апостолите или од читијата седно, кај што вика меките ќе го завладеат светот. Тоа меките значи, односно да мик, тоа значи, тоа бил негов надконцептуален начин на постапување или сврти го другиот образ како принцип. Или идејата на христијанството дека во секој од нас има Бог, дури во тие што се лоши, злобни и така натаму. Сите сме направени по сликата на Бог и секое живо суштество треба, особено човек, треба да го уважуваме и да го љубиме, затоа што ако го мразиме Бог. И на крајот, во крајната жртва на Исус за сите гревови човечки, и покрај тоа што знае дека Јуда ќе го предаде, и покрај тоа што знае дека Петар 3 пати ќе се откаже од него, и покрај тоа што знае што ќе му се случи, и дека неговиот татко ќе го жртвува за гревовите на сите луѓе, тој оди со тоа знаење, сепак оди и го прави тоа што мора да го направи, заради тоа што е крајниот херој. Тој е крајниот јунак, оној кој што се жртва за сите луѓе. Така што начините на постапување на оние луѓе кои што се наоѓаат во надконцептуалните нива, почнувајќи со жолто и продолжувајќи во трикизно, корално и така натаму, се често апсурдни и често изгледат ненормални за оние кои што се наоѓаат на пониските нива. Така што јас со тебе се согласувам. Работата е дека за да тие акции бидат препознаени од
општата популација или барем од доволно голем број од популацијата, мора и таа популација макар да дзирка спрема тие надконцептуални нивоа, да свати која е поентата на сврти го другиот образ. Затоа што ако општата популација не може да разгледува на тоа ниво, односно со други зборови се наоѓа на пониско ниво, таквата идеја ќе им изгледа сулуда, ќе им изгледа нешто не е во ред со овој кој што ја шири таквата идеја. И нивната постапка ќе биде на пониски нивоа, ќе биде на црвено, ќе биде на виолетово, ќе биде на племенски војни, ќе биде на уништи го противникот, како тоа што го зборувавме со тоа што се случува со Израел и Палестина, или тоа што се случувало со Турција и геноцид врз арменците, или тоа што се случувало со грците клерофашисти потикнати од Англија и Германија, кои што фрлат напон врз македонските села и се обидуваат да ги целосно да ги уништат, ако може да ги збркаат, ако не да ги уништат и во крајна линија да ги погрчат македонците кои што се наоѓаат во регионот Македонија со цел да го уништат физички непријател, да не постои непријателот. Значи, сакам да кажам дека оние кои што се наоѓаат на пониско ниво тешко можат да размислуваат на надконцептуално ниво и доаѓањето до надконцептуалното ниво на делување треба да е постапно и треба да се изведе. И она што го прават модерните, речеме гуруа, како Садгуру, како Екарт Тол, се обидуваат да водат до револуција на духот и на мислата. Затоа што кога ќе доведеме до револуција на духот и на мислата, тогаш надконцептуалноста природно ќе дојде кај општата популација и тогаш нема да има проблем во таквите идеи и кои ќе се артикулираат политички, израчно во политиката, веќе ќе бидат прифатени. Нема да изгледат како нешто кое што е надвор оној овертонов распон, кој што би сакал да го дискутираме следно, меѓутоа сега ќе ти дам да искоментираш прво на ово што го кажав до сега. Па немам некој коментар за ова, бидејќи во целост се согласувам со тебе. Со внимание те слушав и мислам дека гениално се артикулираше. Многу убаво ги објасни сите работи. Така да се согласувам, освен со оној момент на почеток кога кажа дека сум јас во виолетовата, тоест во она тиркизна, а ти во жолтата, јас мислам дека јас и ти сме горе-доле на исто ниво. Меѓутоа со се друго што каже после тоа се согласувам целосно и мислам дека е така. Она што сакав јас да го кажам е за екстремизмот во однос на спиралната динамика и на овој начин можеме поубаво да ги разбереме зошто различни луѓе се радикални и екстремни на различен начин. Некои луѓе сакаат да ги затишат другите луѓе, други луѓе пак сакаат да ги истепаат, трети па сакаат да има одредени традиционални норми или не мора да се традиционални, одредени правила, ригидни кои што секој мора да ги почитува, значи сакаат одредена диктатура, одреден деспотизам, трети пак сакаат преголема слобода, крајен индивидуализам и така натака. Зошто имаме екстреми во различни насоки? Зошто екстремата не биде во една насока? Тоа е бидејќи свеста еволуира со една спирална динамика. Свеста еволуира спирал. Таа циркулира од крајно егоистичен до крајно колективистичен начин на гледање на работите. Меѓутоа, секоја наредна себична и секоја наредна алтруистична фаза која што ја поминува е поеволуирана од претходната. Па така, во црвената фаза, онаа ниска фаза, ако таму не еволуираш доволно долго време, ако останеш во таа фаза, има некој дел кој што не си го преработил, тука почнуваш да стануваш екстремист на ова црвено ниско ниво. Ако има нешто што те кочи тука. И во црвеното ниво екстремистот би личал на терорист или на голем насилник. Мафијаш, бараба, терорист и така натака. Вака личат екстремистите во црвеното ниво. Во плавото ниво, во синото, ако некој човек заглави во синото, имаме голема бројка на луѓе кои што се заглавени во синото ниво, тука можеме да видиме дека тие луѓе се одликуваат со одредено потреба кон ред. Сакаат екстремен ред, сакаат правила кои што секој мора да ги почитува, сакаат да се намали индивидуалната слобода и така натака, бидејќи така им наложува нивната моментална свест. Сакаат колективистичка еднаквост. И тука можеме да ги сместиме и традиционалните екстремно религиозни фигури,
меѓутоа можеме да ги сместиме и комунистичките фигури, можеме да ги ставиме и екстремната левица и екстремната десница. Како идеме погоре, тука навлегуваме во протоколовата фаза, чија што екстрема би била една мафијашка, криминална, монополистичка политика или монополистички светоглед, каде што сакаш да ги експлоатираш луѓето за своји материјални цели, каде нешто што го гледаме често во македонската политика, во светската политика, во корпоративниот свет и така натака. И во зелената фаза, која што е она по-колективистичка, по-слободарска фаза на постоење, ако човек заглави таму, она што го гледаме е екстремно барање на права на одредени маргинализирани заедници, на животните, стишување на оние луѓе кои што навидум навредуваат, кои што навидум може да ги повредат чувствата на другите маргинализирани заедници и така натак. Значи, ова све се екстремисти, меѓутоа со различно ниво на свест. Кога ќе дојдеш веќе во жолтото ниво на свест, во надконцептуалното, веќе не можеш да станеш екстремист, тоа е моje мислење. Зошто? Бидејќи ти гледаш дека за секое мислење мора да има одредена контратежа. Не можеш да одиш во крајност со ниеден свој став. Мора секој став да биде балансиран со нешто од другата страна. И сега, каде е балансот? Тука лежи дебатата. Ама не лежи дебатата во тоа чија страна ќе биде посилна или ќе притисне повеќе во моментот, како што размислуваат 90% од луѓето. Тоа што би ти го кажал за спирална динамика, мислам те слушав внимателно, и тоа што би ти го кажал е дека ја пропушти она најпрвото ниво од човековото живење над животинското првото, а тоа е она што е виолетово, кое што е племенско. И екстремизам гледаме и во племенското уредување. Меѓутоа е небитно. Твојата анализа е супер, значи точно така е дека во секое ниво од спирална динамика има екстремизам. И интересно е дека кога го зборувавме и кога ја представувавме спирална динамика, таа беше една од првите емисии, можеби трета, четврта, баш ми текна дека тогаш дискутиравме за како спирална динамика функционира и зошто се вика спирала, зошто е спирална динамика. Која е спиралата? И спиралата е практично спој од 4 фази на секој од овие нивоа. Или прво почнува беж, па виолетово, па црвено, па сино, протокалово, зелено. Тоа се конвенционалните нива, па потоа преминуваме во постконвенционалните жолто, трикизно, корално и ќе видиме понатаму кај иде. И во сите овие фази постојат 4 подфазички, еми текна дали беа наречени со алфа, бета, гама, делта или ABCD во самата книга. И тоа што го виделе авторите е дека прво, кога ќе навлезеш во некоја фаза, таа е решение за проблемите од претходната фаза. Например, ќе навлеземе во сината фаза и таа е решение за проблемите од црвената фаза. Како што кажат и во црвената фаза имаме радикализам од аспект на воени лордови, од аспект на криминалци, од аспект на кралеви кои што се аздисани и кои што мислат дека може да прават што сакаат, и навлегуваме во сината фаза во која што заради духовната револуција која што се случува и заради воведување на некоја си обично религиозна духовна рамка, сега веќе тие таквите ексцеси од црвената фаза бидуваат примирени или конвертирани, канализирани во други аспекти. Например, многу често оние кои што биле, например, силни криминалци или локални лордови во црвената фаза за себе си, од еготистични причини, сега во сината фаза стануваат чувари на поредокот. Што е интересно, практично стануваат добрите. Со истите нивни тенденции да организираат, да ставаат се под контрола, меѓутоа не за своји причини, туку сега за поуниверзални или по-духовни причини, в сината фаза. И кој ќе се навлезе во некоја фаза, например, во сината, тоа е во ред, се е во ред, функционираме, почнуваме да функционираме подобро, почнуваме, значи решени се проблемите или почнуваме да ги решаваме проблемите од претходната фаза, и нормално дека тоа е еден вид на рамка која што се воспоставува и сега следиме таа рамка. Меѓутоа, по некој време почнуваат да се појавуваат проблемите во следењето на рамката во која што сме навлегле. Например, во сината фаза би била екстремна конзервативност и екстремно умртвување на општеството, заради тоа што сите оние движења, сите оние
наклонетости на поединците за да бидат слободни, да имаат слободна мисла, тука во сината фаза се угнетуваат, се поништуваат. Мислам, ги знаеме примерите на средновековната црква и на инквизицијата, ги знаеме примерите сега на радикалниот ислам во Блискиот исток и слично. Или сеедно, кај комунистите после Октомвриската револуција или Мао Цетунг и радикалноста во Кина и во таа револуција. Значи, тогаш се поништуваат и се угнетуваат сите различни наклонетости и искази кои што доаѓаат од поединците и нормално се појавуваат проблеми. Меѓутоа, кога ќе се појават проблеми во било која фаза, тоа што често се прави како решение е наместо да се отвори умот и да се отвори душата за нови решенија на повисоко ниво, нови пософистицирани, подобри решенија, тоа што најчесто се случува е се навлегува во една фаза на правење на повеќе од истото. Значи, обидување да со истите алатки, со истите концепти, со истите рамки на размислување, истите се применат уште поагресивно, со надеж дека со таквата поагресивна примена нивна ќе се случи решавање на проблемите кои што се во таа фаза. Тоа што се случува е всушност дека такво решение не постои и со поагресивното инсистирање на истите решенија само се отвараат уште поголеми проблеми, односно побрзо доаѓа реализацијата, увидувањето дека има нешто длабоко што не е добро, нешто што не мириса добро во државата Данска и дека изискува нови решенија. И тука, пред да настане тоа увидување, дека потребни се нови решенија, нови рамки на размислување, тоа инсистирање да се решаваат работите уште поагресивно со истите средства и со истите начини на размислување, тоа е радикализмот всушност. Тоа е радикализам и на поединечно ниво, тоа е радикализам и на заедничко ниво, тоа е радикализам и на ниво на општество, на било каква, па дури идеолошка заедница или група или што и да е. Значи, радикализмот е практично обидување да се, она што го викаат на англиски double down, на она што претходно функционирало, а кое што сега веќе не функционира. И добро што ги спомна, нели, левичарските и десничарските видови на екстремизам. Според мене постојат 4 оски, ова е едната од оските, 4 општествени оски. Едната од оските е ова лева-десна, левичари-десничари. Меѓутоа, другите 3 оски се, едната оска е авторитарност, слободарство, третата оска е конзервативност и прогресивност и четвртата оска е поединечност и заедничарење, односно индивидуализам и колективизам. Значи, по сите овие оски може да настане радикализација и по сите овие оски може да настане екстремност. Политичка екстремност, односно општествена екстремност. И по сите тие оски настанува екстремноста заради некакви незадоволени основни или пониски потреби, кои што настануваат заради или природни причини на она што го кажавме, хиперинфлација на елити и претворање на системот во угнетувачки, злоупотребувачки систем кој што им служи само на елитите, а не на општата популација, или можно е да таквото незадоволство биде воведено од надвор. Може да биде воведено некоја надворешна империја, обично е империја, која што знае да ги пренагласува преку пропаганда и преку тајни агенти и служби, да ги пренагласува проблемите во едно општество за да предизвика радикалност, за да предизвика поларизација и поделеност на општеството. Со тоа, обично целта е да го растури режимот кој што веќе постои и на негово место да се доведе некој си свој пријателски режим, односно свои луѓе кои што ќе служат на империјата и со тоа ќе ја лапне и ќе абсолвира територијата на таа дотогаш пркосна заедница или држава и која што ќе стане провинција во империјата. Се согласувам со тебе, поготово ми се допаѓа оној момент каде што кажа дека екстремизмот се јавува кога сакаш да решиш постоечкиот проблем со истите решенија или со истите начини на делување кои што го создале проблемот. Например, се создал или дошла на власт некоја влада која што има сега премногу ригидни правила или преголема корупција, да речеме, и ти сакаш да го решиш проблемот, сакаш да ја бутнеш од власт оваа влада со употреба на одредени методи, со употреба, да речеме, на протести, како што се случуваше во Македонија. И ти ја буткаш оваа влада со помош на протести, меѓутоа гледаш дека следната влада пак има некои големи предавнички политики. И сега сакаш
исто така и оваа власт да ја симнеш со протести. Знаеш дека следната власт која што ќе дојде, ќе биде исто така екстремна како што е и претходнава. Зошто? Бидејќи ти ги искористуваш истите методи. Кога користиш една иста алатка, за да ја подобриш ситуацијата, ти не можеш да постигнеш поинаков резултат. Ти мораш да го смениш начинот на делување, начинот на функционирање, за да можеш да постигнеш друг резултат. Ако агресијата твоја довела да решиш некој проблем, сега кога ќе се јави нов проблем, ти не можеш да го поради агресијата, ти не можеш повторно да го решиш со агресија. Сега мора да ти текне нешто друго. Кога ќе најдеш некое друго решение и кога ќе го решиш и овој вториот проблем, и кога ќе се јави трет проблем кој што ќе биде последица на овој втор метод на решавање, тоа значи дека ти треба сега трето решение да смислиш, а не да се задржиш на ова решение кое што функционирало во минатото. Може би малце личи комплексно и конфузно ова моје објаснување, меѓутоа токму тоа е основата на рационалното решавање на работите. Всушност, екстремизмот не е рационална позиција. Екстремизмот е екзистенцијална потреба. Тоа е потреба да се идентификуваш со нешто, да имаш некоја припадност, да имаш некоја мисија и да се бориш за некое решение, меѓутоа со радикални методи. Со методи кои што веднаш ќе го сосечат непријателот во корен и нема да дозволат да дискутираш, полека да решаваш и така натака. И всушност, ние многу често гледаме дека поготово оние левичарски невладини организации, како во својата пропаганда, обично имаат, го користат терминот критичко размислување. Меѓутоа тоа е параван. Тие го користат параванот на критичкото размислување за да протнат некои своји идеи, своји екстремни идеи, како логички идеи, како некој критичко размислување, како некоја умереност во своите ставови. Меѓутоа тоа не е вистина. Критичко размислување е кога не си обоен, кога не си ниту лев, ниту десен, кога размислуваш со сите можни концепти и наоѓаш решение кое што и сите ќе ги задоволи до одреден степен, меѓутоа и сите ќе останат незадоволени до целост, бидејќи имаат одредени нивни ставови кои што се некомпатабилни со хармонијата на постоењето. Тоа е критичко размислување. Критичко размислување е кога сакаш да ја видиш вистината, кога бараш решение кое што е погодно за сите, кое што е умерено, кое што не е екстремно и кое што нема да донесе до одреден распад на иднината. И во тој смисол, кога гледаме дека нема критичко размислување, кога гледаме дека нема рационална позиција во светот, кога гледаме одредени екзистенцијални реакции врз настаните кои што се случуваат, тоа не треба да го сватиме ние како закана. Не треба да го сватиме како нешто кое што треба да не стимулира да реагираме. Туку треба да го сватиме како огледало. Секој екстремизам е огледало на нашата моментална колективна психолошка состојба. Таму каде што има преголем екстремизам во колективот, таму треба да делуваме. Не со агресија, туку со смирено зборување и со постепено, континуирано влијаење на тоа поле. Ако сме забегани премногу кон левата страна, треба малце десничарски политики да воведеме. Ако сме забегани кон десницата, треба левичарски политики. Ако сме забегани кон капитализмот, треба социјални политики. Ако забегаме кон социјализам, кон комунизам, треба малце индивидуална собственост. Ако забегаме кон колективизам, треба повеќе слободарство и личен идентитет. Ако забегаме премногу кон индивидуализам, треба да се навратиме кон одредени колективни вредности. Тоа е критичко размислување, тоа се рационални позиции. Меѓутоа, сакав да го прашам процесорот за Орвертоновиот распон, бидејќи на почеток вети дека ќе направи осврт во однос на ова гледиште, па би сакал да го слушнам неговото мислење за тоа. Да, мислам дека уште Овертоновиот распон треба да го спомнеме тука, затоа што е доста корисен додаток во нашава беседа, а потоа можеме и да одиме кон затворење. Само на кратко да искоментирам, значи, многу ми се допаѓа тоа што го кажа дека критичко размислување е практично екстремите на сите овие оски,
на сите овие аспекти што ги спомна, практично критичкото размислување треба да ги критикува екстремите, а не да ги критикува само едните екстреми. Не може левичарите да критикуваат само десничари, и не може десничарите да критикуваат само левичари, и не може конзервативците да критикуваат само тие што се прогресивни, ниту па прогресивците само тие што се конзервативни. Односно, само негативните или екстремните аспекти на тоа што им одговара да го критикуваат. Треба да се ги критикуваат и негативните екстремните аспекти и на нивните рамки, затоа што нивните рамки не се совршени. И вистинското критично размислување и вистинската надконцептуалност настанува тогаш кога можеш да си ги критикуваш и своите ставови. Што значи тоа? Дека ти не си врзан со своите ставови. Ти може да си левичар, ти може да си наклонет малку кон левичарство, малку кон десничарство. Може социјално да го гледаш процесот во смисла, ако забегал многу кон десно, да ти си левичар, моментално дури не се врати во центарот. Затоа што таму е вистината. Или околу центарот. Не е вистината во радикалност во своите рамки. Радикалноста во рамките е наивна. Тоа е одраз на луѓе кои што не се доволно искусни и нема доволно искуство во животот. Например, многу често младите луѓе се радикални левичари. Се борат за некаква си социјална правда, слобода и така натаму. Меѓутоа, тие не сваќаат од кај доаѓа тој нивен нагон. Нивниот нагон доаѓа од нивните хормони и гени кои што им кажуваат дека сега треба да бидат прекосни на родителите за да се оформат како посебни личности. И како го гледат тоа го формираат во една политичка рамка која што вика биди прекосен спрема општеството, бидејќи општеството се родителите, тие се тие кои што те држат под контрола со нивниот конзервативен морал. И сега се што е контра тоа е прифатливо за мене. Па ќе одиме во радикални левичарски идеи, не знам, многу често сервирани од страна, многу често утувени во глава преку пропаганда и преку перење мозок, и тие се ги прифаќаат како саламче на лепче и ги после тоа ги папагалираат несвесно и ги извршуваат туѓите агенди. Работата е дека кога ќе подпорасат малку и кога ќе станат поискусни, сваќаат дека има логика и во конзервативните аспекти. Сваќаат дека кога ќе стапиш во семејство и кога ќе добиеш деца, не сакаш твојот партнер да биде сексуално промискуитетен, ниту твоите деца, заради тоа што не сакаш да фатат сифилис или сида и да умрат од тоа. Или не сакаш да бидат стабилни за да можат и оние да имаат деца. Не може цело време да се расправат и додат со 500 различни партнери, затоа што ако одат така, никој нема да се грижи доволно за децата кои што ги имаат, па тие деца ќе имаат послаби шанси за преживување. Значи сваќаш со текот на времето сваќаш дека има и конзервативниот морал и аспекти имаат логика. И ако почнеш да критикуваш конзервативните негативни аспекти, односно екстремни аспекти, пошто тие треба да се критикуваат, тоаш треба да ги критикуваш и прогресивните, треба да ги критикуваш и авторитарните, треба да ги критикуваш слободарните и така натаму. Малку повеќе се расправи в него што требаше, меѓутоа тоа што се кажаме дека многу добра ти е таа поента дека критичкото размислување практично да не враќа кон врамнотежено разгледување и кон еволуција на мислата, а тоа автоматски води кон надконцептуалност, кога веќе можеш да се критикуваш и себе си и своите ставови. И не осеќаш, не се поистоветуваш со своите ставови. Сега Овертоновиот распон на кратко, постои еден, како да кажам, мислител, Джозеф Овертон, кој што го дава предлогот за постоење на ваквиот Овертонов распон, или на англиски Overton Window, иако на изглед на прва личи дека има некаква логика самиот збор со overtones, со оние што се надноти во музиката, меѓутоа нема врска со тоа. Овертоновиот распон е практично опсег на прифатливост на политички идеи. Значи, овој распон ги вклучува идеите што се сметаат за политички и социјално прифатливи во смисла на разумни, во смисла на прифатливи или популарни. Тие што се надвор од овој прозорец се сметаат за радикални, екстремни или незамисливи. Практично, Джозеф Овертон ја дава идејата на неколку скалини идеи и во овој опсег тие се движат од незамисливи до активна политика. Незамисливите идеи се идеи целосно отфрлени од општеството, радикалните идеи кои што се надвор од главните идеи во општеството, но почнуваат да се дискутираат, па потоа имаме прифатливи идеи кои што добиваат одредена поддршка, имаме разумни идеи кои што се широко дискутирани и поддржани, имаме популарни идеи кои што се идеи со силна јавна поддршка и политика, идеи кои што се веќе вградени во закони или норми или во политичките текови. Значи неговата скала се движи од незамисливо до политика. И ова е Овертоновиот распон. Овертоновиот распон е распонот на идеи кои што се сметаат за прифатливи во едно општество. И за кои што политичарите нема да изгубат својата политичка моќ или кариера ако ги застапуваат. Како што гледаме, ова директно се врзува со нашата тема на политички екстремизам, заради тоа што
екстремизмот се наоѓа на самите граници на Овертоновиот распон. Значи, понекогаш некои идеи се радикални, меѓутоа почнуваат да се дискутираат, или некои постапки се радикални, меѓутоа почнуваат да се дискутираат. Мене станал класичен пример ми се левица во Македонија, кој што од претходно од маргинализирани социјални активисти како под Ленка и така натаму, стана да се стекнат со 2 претеника, па потоа се стекна и со 5 претеника и понатаму ќе видиме. Значи, полека Овертоновиот распон за нив се шири и стануваат дискутирани, стануваат се поприфатливи. Значи, во главно, Џозеф Овертон ја дава оваа идеја и од оваа идеја можеме да видиме што е политички екстремизам. Политичкиот екстремизам се наоѓа на самите граници и почнува да излегува од Овертоновиот распон. Меѓутоа исто така што треба да го видиме е дека Овертоновиот распон може да се движи. Понекогаш може да се движи заради природната еволуција на свеста во една заедница, а понекогаш може да се движи заради наметнување од странски пропаганди и перење мозок. Модерен пример на второва е воведувањето на така наречените woke и прогресивни либералистички вредности од Западот, кои што со помош на пропагандата и со контролата на медиумите и на информацијските текови, практично воведе некои идеи како истополови бракови, како геј односи, како радикален индивидуализам, нарцисидност и детинетост, како идеи кои што се воведува кај младите луѓе кои што нема уште оние капацитети за критичко размислување и ги воведува, ги всадија како умствени вируси, кои што сега самите тие луѓе ги шират и самите тие луѓе мислат дека се многу прогресивни со тоа што ги шират тие идеи, тие радикални идеи. Меѓутоа, тоа што го прават оние, практично си ги растураат своите собствени општества, својата култура, своите традиции, своите вредности и на крајот ќе останат празни флоскули, сите тие идеи. Ова е најсвеж пример, меѓутоа има и други примери во историјата. Тоа што треба да кажеме дека многу често Овертоновиот распон може да се движи и под странско влијание, под туѓинско влијание, под влијание на елити или на империи. Не мора само природно да се шири и да се стеснува. Накратко тоа е Овертоновиот распон. Ако свештениче немаш нешто друго да кажеш, тука би настапил со стижето, па потоа да идеме со некои практични прагматични совети. Што велиш? Повели. Денешната тема беше политички екстремизам. Како што напоменав на почетокот, немавме многу теми во кои што расправаме политика. Веројатно заради тоа што сакавме да поставиме некоја основа во општите рамки на размислување од аспект на зрелост и од аспект на духовност. До сега, па потоа политиката ќе можеме да дискутираме низ овие рамки и да ни е јасно што се случува, односно на нашите слушателите им е јасно што се случува. Затоа веднаш отидовме кон расправање на политички екстремизам, но во иднина ќе обработуваме и општо политиката, па и овие оски 4 што ги спомнавме. Започнавме со дефиницијата на политички екстремизам и радикализам како обид на радикално, полунасилно или насилно да се спроведе нешто кое се гледа како несправедливо со вообичаените социополитички алатки. Потоа дадовме примери за политички екстремизам, како например тероризам, револуции, национал-социализам, фашизам, револуционерен комунизам, револуционерен анархизам, и дадовме тука и примери за Ширија, дадовме ИСИС, дадовме пучот во Украина, протоколовите револуции, арапската пролет, геноцидите кои што се случуваат и се случувале во Палестина, врз арменците, врз македонците, врз евреите во нацистичка Германија. Значи, сето тоа се примери за политички екстремизам. И потоа со свештеникот навлеговме во причините за настанување на политичките екстремизми, каде што дадовме на добра анализа околу спирална динамика, околу масловата хиерархија, кажавме дека се обично екстремизмот настанува заради фрустрација, заради нерешени, односно неапсолвирани проблеми на пониско ниво или нивно повторно појавување на овие проблеми заради промена на животните услови. Меѓутоа кажавме дека постојат и надворешни фактори кои што понекогаш го потекнуваат екстремизмот и дека постои една тенденција да кога на некој ниво не се решени проблемите, односно настануваат проблемите точно заради алатките кои што се користат на тоа ниво, да се стегне и да се користат уште поагресивно истите алатки со надеж дека ќе ги решат проблемите, всушност тие предизвикуваат уште поголеми проблеми и пукање по шевовите. И на крајот го издискутиравме Овертоновиот распон како распон на прифатливи и дозволени политички идеи во едно општество, а пред тоа, да не заборавам, да не изумам, многу битна работа е тоа што
свештеникот го кажа дека вистинското критичко мислење е тоа кое што ги прави умерени и ги критикува екстремите на сите аспекти во политиката и на сите овие 4 оски: лево-десно, авторитарно слободарство, конзервативност, прогресивност, поединечно заедничарење. Критичкото мислење ги критикува екстремите на сите овие и ја донесува состојбата во незината природна, вравнотежена состојба во средина, каде што сите тие се барем делумно хармонизирани меѓу себе. Тоа е сюжетот за денешната емисија, а сега одиме со практични и прагматични совети. Екстремизмот е емоционална позиција. Таа е мотивирана од бес и мотивирана е од слабост. Овој начин на размислување нема да не донесе до убав живот, туку ќе не донесе до поделби, до омраза и до ниска самодоверба. Оддалечи се од своите концепти, не се идентификувај со нив, размислувај смирено, размислувај стоички, биди критичен кон сите идеи и на овој начин на размислување не само што ќе те направи поинтелигентен и умерен, туку околу тебе ќе создаде пријателство, ќе создаде унија со сите луѓе, не само со истомислениците, и ќе можеш вистински да ја искусиш убавината на сите гледишта и на сите луѓе. Лажното никогаш не може да порасне во вистина преку тоа што станало моќно. Раби дранат, та горе.